Дали си се замислил некогаш, драги пријателе, што ќе стане ако за момент престанат да работат поштата, телеграфот и телефонот? Да, ниедно писмо не ќе може да стигне на напишаната адреса, ниедна телеграма нема да биде испратена, никаков телефонски разговор не може да се слушне. Страшно би било, нели? И во тој случај, што можеме друго да правиме, освен да се подсетиме на далечната стара историја на поштата, телеграфот и телефонот? Разбирањето меѓу луѓето најпрвин се вршело сосема одблизу, но со проширувањето на населбите, создавањето на растојанијата, се чувствувало потреба и за разбирање на одредена далечина. Ете така, почнува човекот да размислува како да се разбере меѓу толкаво и толкаво растојание, без да се оди лично дотаму. Човечкото тело веднаш притекнува на помош. Со помош на рацете се даваат разни сигнали за соопштување на нешто што сака да се каже, да се извести. Писменоста на луѓето всушност е почеток на поштата. Писмените пратки беа носени преку курири кои одеа пеш или на магаре, конј или други животни. Тие притоа носеа и други поштенски пратки. Но тоа не било толку брзо. Затоа човекот постојано размислувал. Ползувањето на гулабите писмоносци е чекор напред, а користењето на звукот започнува со човечкиот глас. Пренесувањето на веста, пораката, преку гласот се одвивала со двајца, десетмина или многу повеќе луѓе. Распоредени се разбира на одредена далечина. Човечкиот глас натаму е заменуван со звуци на тапани, суво дрво и злабени парчиња. Меѓутоа, човекот не престанува да размислува. Нозете се брзи, звукот е побрз од нозете, но светлоста е уште побрза. Огнот е главен извор за воведување на светлосниот телеграф, давање визуелни пораки на големи далечини и сончевата светлина се разбира е користена за такви цели. Со пронаоѓањето на електричниот телеграф се решени многу проблеми, но и тука не се застанува. Пред пронаоѓачите се појавува мислата за праќање на човечкиот глас на далечина. Така се раѓа телефонот. Телефонскиот разговор има низа предности. Брз е, сигурен, тече со учество на двајца соговорници. Значи, историјата на поштата, телеграфот и телефонот навистина е многу стара, толку колку и човекот. Но да тргнеме по патот на ова писмо, кое ќе не запознае со денешната пошта, со телеграфот и телефонот. Одговор на прашањето што е тоа всушност ПТТ, каква е дејноста на поштата, телеграфот и телефонот, каква е организацијата на ПТТ, побаравме од помошникот директор на ПТТ на Македонија, другарот Боголюб Теофиловски Љупко. Повелете да го чуеме одговорот. Дејноста што ја обавува нашата работна организација за ПТТ Саобраќај е вонедо сложена, одговорна и разноврсна, бидејќи ПТТ се јавува како неопходно потребен посредник и вистински крвоток преку кој се остваруваат бројни односи во општеството. Во секој миг, час, месец, години,
во сите сфери на животот во општеството се одвива интензивна и динамична меѓусобна комуникација, без која животот и развојот би замрел, доколку таа комуникација, што значи живот или развој, би се прекинала или застанала. За да тоа не се случи, се грижат илјадници ПТТ трудбеници, кои деноноќно ја овозможуваат секојдневната поврзаност и комуникација во целото општество и пошироко од него. Незамислив би бил нашиот живот и развој, доколку не би постоел ПТТ као организиран систем кој овозможува односите непречено да се остваруваат и тоа. Да се оствари раководење и управување од озете преку комуни и републики до федерацијата. Да се оствари безбедноста и општествената самозаштита на сите нивои и на сите простори во нашата земја. Да се оствари информирањето на сите за се во нашата земја и пошироко од неа. За сето споменатото да се оствари потребни за обучени за таа цел кадрови, од кои најголемиот дел се високо образовани стручни луѓе, потребни се огромни технички средства кои овозможуваат брза, квалитетна врска и потреба и од соодветна организација која сето тоа складно ќе го синхронизира и остварува. Нашата работна организација организирана е врз современи принципи и преку своите 160 единици во 22 основни организации, во кои се вработени 2800 стручни работници, ја овозможуваат таа функција нашето општество во населбите, градовите и во нашата република. Нашата работна организација располага со најсовремени средства на комуницирање, почнувајќи од сложените телекомуникациони уреди, као што се автоматски, местни и меѓуместни телефонски централи, какви во републиката имаме над 60, кои овозможуваат секаков вид и на различни далечини разговори. Располагаме за тоа и со современи подземни и надземни мрежи, линии и каблови, као што се местни и меѓуместни симетрирани и коаксиални каблови. Располагаме со современи преносни системи, као што се високофреквентните и УКБ уредби, кои овозможуваат во ист миг стотици и илјадници разговори. Располагаме со современи телеграфски уреди, како што се телепринтерите, телеграфските централи и слично, кои за неколку секунди известувања ќе пренесуваат на илјадници километри. Располагаме со современи средства за напојување на истите, за да не зависат од нестабилна електрична мрежа. Располагаме со машини за сортирање, отпремување и превоз на поштански пратки по пат, железница или воздух, за да истите навремено пристигнат во одреденото место, и располагаме со низа други технички средства и помагала што му стојат на располагање на нашите корисници за брз и квалитетен саобраќај. Сето ова што го спомнав е во рацете на луѓето од ПТТ, кои деноношно и во разни времиња и невремиња будно извршуваат својата функција, за да може животот на луѓето и општеството во целина непречено да тече и да се развива. ПТТ дејноста, иако ја нарачуваме пошта Скопје, Битола, Белград или Марибор, се остварува као единствена техничка и технолошка целина, и затоа велиме за ПТТ не постојат граници. Тоа што има Скопје мора да има и Штип, и Сисак, Виена и Кајро, Њу Делхи и Москва, Пекинг и Њујорк. Тоа што постои во едно наше село, постои во милиони населби и села широм земјата. Во сите овие помалку или повеќе постојат исти поработна дејност, луѓе што ги викаме поштари, тете техничари или тете монтери, телефонисти или телеграфисти, без оглед дали се во Куманово или Киев, или во Дубровник или Токио. Во сите градови постојат исти или слични пошти, технички уреди и друго што ја сочинуваат целината на светскиот систем на ПТТ. Ова што е карактеризира оваа дејност, денес е огромниот технички напредок, постигнат за релативно кратко време, од само неколку децении, 10 години, и она што на крај сакам да го кажам дека ПТТ во нашата република во ништо не заостанува во тој технички развој, било во рамките на земјата или во споредба со другите земји. Од приемот, поштенската пратка минува во така наречената фаза отпрема. Овде таа се распоредува во правецот на адресантот.
Затоа секоја поштенска пратка, писмо, поштенска картичка, весник, списание, поштенски испратници и слично, треба да има точна адреса и читко напишана. Пратките се пакуваат во поштенски вреќи, што потоа со камиони, поштански вагони или авиони се испраќаат до одреденото место, односно со сите транспортни средства. За пакетите се разбира, се споредуваат во групи во зависност од нивната насока. Поштенската пратка мора да стигне до означената адреса. Се разбира, тоа дали се работи за голем град или пак за малечко село, каде што не може да дојде возило, но доаѓа чичкото поштар пеш. Значи, се исто е. Рековме дека телефонскиот разговор има повеќе предности. Затоа, телефонот и телефонската централа постојано се усовршувале. Телефонскиот разговор може да тече само во еден правец, кога се работи за специјалните служби, точно време, некоја специјална информација, добивање податоци за спортските резултати, читање бајки за деца, поврзување со соодветни служби од големо општествено значење, брза помош, милиција, противпожарна и слично. Денес се воведуваат автоматски телефонски централи, преку кои се одвиваат илјадници телефонски разговори одеднаш. Улогата на работниците за телеграфско-телефонски врски на меѓуградска Скопје во одвивањето на телеграфско-телефонскиот сообраќај во Републиката и надвор од неа, навистина е одговорна и огромна. Нивната одговорност кон работата, стручноста и самоуправната свест дојде до израз и при минатогодишниот пожар во зградата за телекомуникации во Скопје, кога стихијата предизвика огромни штети и прекин на целокупниот телеграфско-телефонски сообраќај во Републиката. Работниците со надчовечки сили за кратко време го нормализираа сообраќајот и почнаа да ги отклонуваат последиците од пожарот, со што придонесаа штетата да се намали, уредите да се оспособат и тоа благодарение на нивната пожртвуваност. Еве уште еден пример од секојдневието на поштенскиот работник. Борба со снежната стихија. Најпосле, сообраќајот сепак ќе биде воспоставен. Еве сме и во телепринтерската сала, тука е контролорот другарката Нада Спировска, која што ќе не поведи на една малечка прошетка. Што всушност представува ова сала? Ова сала представува телеграфска сала во која се отпремуваат и примат меѓународни и унутрешниот сообраќај телеграми. Значи од меѓународен и натрешен. Натрешна отпрема и прием, да. И како почнува, од кај почнува? Од кај почнува телеграмите, прво се примаат на шалтерот, на другарската каса, потова се заведуваат наравно сите тие наши рачуни кои се и доваѓаат во телепринтерската сала. Се разредуваат по фахот, кој што го гледате пред нас, на која релација и каде. Меѓународници има свој фах, за Босна, за Хрватска, за Словенија, секоја република си има свој фах. После това, овие 5 машини кои што ги гледате, тие се машини за отпрема во унутрешниот сообраќај. За натрешен натрешен сообраќај, да.
Тука ги имаме Македонија ни се новија 3 радни места, а овде ќе имаме Хрватска, Словенија, Београд, Босна, Црна Гора, на тие 2 машини се отпремат, а тие 3 се за Македонија. Овие апарати, машини телепринтерски, кои што си 10 има сигурно за прием на телеграми се. Понатаму имаме Исто од натрешен од натрешен сообраќај, да. Понатаму имаме директна веза Београд, Загреб, прием и за предавање една машина Београд и за прием. А Загреб ние на истата машина прием и отпрема. На четвртиот ред телепринтерите се навоѓат телекс, прием на претплатници од кои што ги предаваат кај нас телеграмите, тука се таксираат и идат понатаму на отпрема. Има за меѓународни саобраќај, унутрешни саобраќај. Онда на истиот стол, тој ред, таму последен се навоѓа меѓународната служба, каде работиме со 39 земји, преко Франкфурт и Виена. Онда имаме тука доста земји кои се работи директно преко Франкфурт. Вака една телеграма, за колку време може да се отпреми? Па кај нас е 50 минути од шалтерот до предавањето на телеграмата, 50 минути. Многу малку, 0,14 има телеграми кои што каснат. Годишне имаме 1.500.000, преко 1.500.000 полас и долаз. Телеграми доаѓаат, појдуваат од овде. Да, долаз и пролаз. Вие одржувате врска од овде и со целиот свет скоро, така да речеме. Да, нели? за 39 земји како што- меѓународен саобраќај. Да. Например, со некоја подалечна земја, за колку време може да отпремите на телеграма? Па, можда побргу отколку у Југославија. Имаме случаи, со 2 минути, 3 минути добиваме Канада и другите, Белгија, Холандија, Данска, Финска, сега ги има многу Италија, Турска, се 39 земји, кога викам да може да се отправуваат телеграми. Овде е на отпрема на телеграмите, нели? Да, тука е отпрема. Ако сакате да ни го пишете, еве овој апарат, што е тој? Тоа е Siemens, телепринтерски апарат, кои се отправаат, наравно, како што реков преди малку, телеграми. Тоа е пишачајна машина, која е наречена телепринтер на Siemens, марката Siemens. И на кој принцип работи? Па, она работи, значи, тоа слепо куцање, со 10 прста, тоа е нашата манипулативност, не? Се извинувам, вие сега на што моментално работите? Работам со Славонски Брод. Давам телеграма за Славонски Брод, моментално. Вие морате да знаете и дактилографија, нели? Да. И на кој принцип сега работите овде? Како ќе отпремите ова телеграма? Или е Па прво бирам станицата на која што давам телеграма, потоа ја давам мојата кратица, па давам адресата, текстот и подписот, после тоа давам цол, тоа ги сравнувам сите бројки што се навоѓаат во телеграмата и давам завршно, значи саат по колку сум ја предала телеграмата. оваа машина, ова телепринтерска машина, од што се состои вака некој дел да ни опишете, како се вика? Ова е Сименсова машина, има тастатура каде што се буквите, нели што ги куцаме и бројките. И овде има оваа кутија и папирот на кој што се куцаат Кај телеграми. што се очукува Да, телеграмите. Телеграмите, Ова е да. уствари контролна трака. контролна лента. Да, контролна лента. Пред малку видовме дека телеграмите ги примивте и сега кај одите? Ми сега кога ги приемаме телеграмите, одиме на означените адреси кои сме ги добили на кој приме район. И прво треба да го знаеме целото Скопје, Подрачјето, значи... да, подрачјето на Скопје и кои улици, например, од кај до кај се движат и кои улици. Имате план на градот, нели? План немаме у нас, али имаме во експедиција, кај што ги приемаме телеграмите, али уз тоа ми мора да го знаеме Скопје, случајно ако не го знаеме, пак ќе погледаме на карта и ќе се прешуваме со постарите доставачи. За колку минути треба да ја доставите телеграмата до одредената адреса? Па зависи према материјалот, али телеграмите морат најкасно за 2 сата да се примат на лицето кое е означената адреса на цпртаж. Слушаш, каква задача има поштарот? Поштарот има задача кој треба да означи телеграмата, да предаде на лицето
кој гласа на телеграмата, на кое лице гласа, лично мора незе да му ја предае. Зашто ако се даде на другиот, зависи тоа од лицето, некој Може да не биде... не биде предаена и тоа доаѓа до одговорност на поштарот. А да се биде поштар, што треба да се заврши? Кое училиште? Нас треба заврши 8 оделение, кое после тоа полага како државен испит. Уз работа кој Стручен испит. Кој треба да ги знаеме ние. Вие имате и униформа, нели? Да, без униформа нас не смееме да искочиме на реон, кој тоа треба да бидеме униформисни. Зависи од тоа и добиваме и мотори. Тоа и обличени вака бидеме дотерани, не смееме да одиме необличени по реони. Вие вака колку години работите како поштар? Како поштар 2 години работам. За овие 2 години веројатно сте се сретнале со доста деца кога доставувате телеграми или телефонски покани. Имате некоја случка да ни кажете? Децата се љубопитни, нели, ве гледаат? Да, тоа децата увек кои ќе не видат по улиците трчат по нас и прашаат чичко поштар има и за мене, има и за мене и они сега некои кажат име, некој презиме, некој си вика за мене. И во секоја пошта сретнуваме многу шалтери, секако тука има и доста службеници, овде сме и на шалтерот за контролори и информации. Што е вашата должност? Па видите сега, моментално се наоѓате у ПТТ Скопје 1. ПТТ контролор врши контрола на сите процеси. Може се прошетамо се на малък ПТТ коментар по шалтерите. Пакетска служба прима пакети, треба да се види дали е исправно или самото примање. После има писмовни пратки, обични и препорачени, исто и за иностранство. А тука овде до мене е платни промет. Што значи тоа платен промет? Пообширна служба, буфаќа поштански испратници, онда банчини и штедна служба. Штедна служба е врло овако интересен процес и по прецизен. Значи врши се исплата, уплата по штедни влогови. Да, овде имаме една штедна книжка, нели? Исто така. Ова е една книжка, формат на поштанска штедилница. Вршиме исплата и уплата и по банчини книжки. Тоа е значи воопшто. Да. Овде тоа се случува во оваа просторија, нели? Така. Благодарам. И овде имаме и одговорен човек за противпожарна заштита, нели? Што е вашата должност? Видите, должност на противпожарна служба е да се стреми да не дојде до уништување на објектите на ПТТ и опремата во нив од страна на пожар. Оваа служба е многу млада, сакам да речем, конкретно во ПТТ, но сепак се надевам дека ќе го најде своето место и ќе имаме поддршка од сите надлежни фактори за да службата се развива и оди напред. Кои луѓе работат на оваа служба? Видите, оваа служба е организирана така што начело има раководител. Раководител сум јас, а потоа има противпожарна единица со свој командир и своји луѓе. Значи, потоа треба да дојдат и единици со противпожарни доброволни друштва кои се во фаза на формирање. ПТТ располага исто така и со соодветна противпожарна опрема која е набавена, има известен дел и од неа кој треба да се набави. Ова не е се за поштата, телеграфот и телефонот. Да се дзирне во сите пори на денешниот компјутерски организам на ПТТ, на вистина треба многу време. Оваа вистинска ПТТ приказна продолжува да се осовременува секојдневно. Па затоа можеме да веруваме дека таа сушност и нема крај.